По повод 15 години од загинувањето на нашата најголема музичка звезда, во Крушево се организираше меморијал Тоше Проески, специјализирана ревија за изворни македонски шарпланинци и коњи, каде покровител беше општина Крушево, а организатори се коњичкиот клуб Мусица и Angel Music. Одгледувачите на овие кучиња се особено горди на нив, бидејќи ги сметаат за чиста и стара раса, која што била поубава и поинтелигентна од урбаните шарпланици кои што сите ние ги знаеме. Станувало збор за овчарски кучиња кои што се доволно силни да се борат со волците. Природни автохтони македонски врсти на овчарски кучиња, што би се рекло македонско кинолошко богатство. Ги има во разни варијанти, така е и на самиот терен. Па ова е тип на Карабаш, еве до нас, еден прочуен постар веќе пес, со изразито забало, тој мора да биде многу моќен и надмоќен да би можел со волкот некако да излезе на крај, кој има страшно силна вилица и така натака. Освен од Македонија имаше гости од соседна Србија, каде исто така просперира овој вид на кучиња. Овие кучиња, за жал, бидејќи се изворна раса, не можат да добијат педигре и потребни документи за наизложби. Овој пастирац, он е доскоро био на Бачило, чувao je овце. Сад е тренутно код мене куќи, значи куќна варијанта се сад чува, веќе е 5,5 година. Тако, продолжаваме линију. Те старе изворне расе, шарпланинца и ето, тоа е тоа. На ревијата имаше и коњи. Тие се користат пред се за туристичка промоција. Голем број туристи кои што доаѓаат тука, сакаат да ја видат крушевската корија, јавајќи на конј. Интересот е доста голем, како од домашните туристи, така и од туристите кои што идат од странство. Значи имаме направено пакети со туристичките капацитети, со хотелите и со туристички агенции кои што ни носат туристи во Крушево. Кога ќе дојдат туристите тука, држиме кратка обука со кој што туристите се запознаваат со коњите и подоцна ја почнуваме турата. Значи имаме пократки и подолги тури, во зависност од спремноста на јавачите. Одгледувачите велат дека коњите на големо се враќале во Македонија, се отворале се повеќе јавачки школи и ранчови. Да го вратиме, да го тргнеме вниманието на младава популација од компјутерот, од седењето дома, со тоа што ќе го масоваме овие манифестации и ќе му дајме до значење на одгледувањето на коњи. Од ден на ден се повеќе се одгледуваат коњиве во смисла на одгледување на коњи за јавање. Организаторите се надеваат дека во периодот кој што следува ќе организираат и други вакви ревии со уште повеќе учесници, како од Македонија, така и од странство.